5 случаи позитивни на подваријантата стелт омикрон биле детектирани во Македонија, пишува порталот Нова ТВ. Секвенционирањето на примероците во кои бил детектиран ВА2 сојот биле извршени во приватна лабораторија во Скопје. Неофицијално, еден од случаите кои бил и првиот детектиран стелт во земјава во епидемиолошката анкета потврдил дека со подваријантата се заразил преку социјализација во земјава и тој не патувал надвор од границите на Македонија. Од тука се поставува прашањето колку долго подваријантата стелт омикрон циркулира во Македонија. Стелт варијантата е опишана како високо заразна варијанта на омикронот и досега е потврдена во 57 земји, а поради слабата истраженост се уште нема податоци за нејзината опасност. Информацијата за стелт варијантата во Македонија се појави на самиот почеток на второто полугодие, па дилема е дали отворените училиште ќе придонесат за побрзо ширење на заразата. Во моментов, според информации од Министерството за образование и наука, бројот на ковид позитивни ученици и наставници е минимален. Но ме радува фактот што вчера од делот на учениците во целата наша држава имавме 0,15% од тие кои не биле присутни на првиот ден на почеток на второто полугодие, а од страната на вработените во училиштата, што значи дека не се сите наставниците и професори 0,85%. Инаку во источниот регион вкупниот број на позитивни случаи е 579. Штип и Кочани се со најмногу потврдени позитивни лица, а Пехчево и Македонска Каменица со најмалку. Во болницата во Штип се лекуваат 43 пациенти, од кои 36 се на кислородна поддршка. Во моментов на инфективното оделение се сместени 38 пациенти, а на кожното 5. Реализирани се и 55 амбулантски прегледи. Информираат од болницата. Еден пациент од Радовиш на возраст од 78 години почина како последица на компликации од коронавирусот.